3:10. Значи секој ден е вака. Не може ова вака. Оди таму, оди ваму, купувај, носи, прави. А што прават они? Само да се спие, само да се јаде. Искаат некои нивни низвиднички предизвици. Сега јас ќе му покажам на него. And his name is John C. Не ме интересира, бе, од кога си заспал, бе. Станувај, бе, станувај, отвори, види го денот нагор, бе. Види го водно те чека. Станувај, не ми се преправај, не ме интересира кога си заспал. Јадеш, спиеш. Предизвик ниеден не си направил. Не може да се наја мојата мајчка и Sleep Scout Repeat и затоа направив нова, знаете, направи сам предизвиците што се. Така да има и мојата мајчка, и наравно тоа е новата опција, денеска су бомба. Се гледаме понатаму. Добро утро, Македонија! Дечки, добро дојдовте во нашето видео. Значи, денеска ние, како предизвик, ќе правиме палачинки. И што ви е потребно? Зејтин, 400 мл млеко, 20 лажици брашно, шеќер, малце сол за закуска, така малце за вкус и кисела вода. Но дечки, бидејќи ние немаме кисела вода, ние ќе направиме кисела вода со сода бикарбона. Оваа сода бикарбона е за готвење. Значи ставаме една и така, толку. Матиме и преме кисела вода. Ви треба и две яйца. Ви треба и голем сад, имаме и миксер. Прво ги ставаме двете јајца. Без јајца ништо не може да направиме. Потоа ставаме шеќер, 2 лажици. Ставаме малце сол, зашто ако некој сака да јаде солени палачинки, мора малце и солце. Толку една лажица, малце така равно, знаете. Прво ќе го изматиме. Малце ќе си спрскате дечки. Така, од кога го измативме ова, ставаме 10 лажици брашно. Иначе вкупно ставаме 20 лажици брашно, бидејќи преме смеса за 20 палачинки. Дека ние сме четворици у фамилија и за сега 5 палачинки, ама мајка ми постија татко ми на дета така да по 10 палачинки и за мене и за брат. Значи, број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Малце со лажица. Знаете што, ако изматиме со миксер, све ќе си спрскаме, бе, не го сакаме тоа, секако. Извиниците се чисти. Треба да ставиме сега млеко. Ставаме една чаша млеко и после тоа ќе ги ставиме другите 10 лажици, ставиме уште една чаша млеко. Вртиме со лажицата. Вртиме и сега го зијаме миксерот. И како што може да видите, го извртевме брашното. Ставаме другите 10 лажици. Сега ќе оставиме. Толку ни се даде, толку од спонзорите. И оставаме другата чаша млеко. И сега може да почнеме со миксерот. Значи, дечки, од кога ќе мешате, треба да видите каква ви е смесата, значи не треба да биде ни многу течна, ни многу густа. Треба да биде смеса за палачинки, ама кога што може да видите, наша е малце по-густа. Треба ќе ставиме кисела вода, од нашата кисела вода се знае, ова Медвеј Бојан. Ставаме пола чаша и пак вртиме. Дечки, и од кога ќе мешаме, треба да ставиме и зејтин. Ставаме пола. Да, ставиме малце поише од пола, нека бидат поица помрсни. Дечки, толку беше од мешањето. Се гледаме кога ќе ги вртиме палачинките. Пред да ги ставиме палачинките во тавчето за да ги вртиме, да ја покажеме на финта, значи да не ви бидат толку мрсни палачинките, зимате едно памукче мајка ви што си брише шминка, го натопувате еднаш 2 пати или 3 пати и малце вака го поминувате да биде така мрсничко за да лизга. Тавчето го оставате вака и го чувате шпоретот на шеска.
Дечки, од кога ќе биде загреано тавчето, значи го намалуваме на четврка. Така да сега го зијаме тавчето, зијаме смеса, ставаме 1,5 лажица. Ја распределуваме палачинката на сите страни и ја ставаме да се крчка. И сега, дечки, ја да ви покажам некој финтим, веќе јас сум мастер у правење палачинки, не знам како да ви го објаснам тоа. Цело време ја пратиме палачинка. Кога ќе биде кремава цела, зимате малце воздух и ставате внатре, зашто палачинката и треба воздух. Ја вртите од другата страна. Сега е времето кај што треба да ја вртиме палачинката. Прво треба да видите дали палачинката одлепена. Сега да ви објаснам како се врти палачинка. Значи тавчето малце подоле го овакво и палачинката вака и правиме као од. Значи сега ќе видите, бидејќи сум мастер и морам да ве научам. When you try your best. Скаут Бојан, да ве прашам, а како се конзумираат овие намирници што ги правите? Со мармалад, со крем. А може ли, например, солени? Може. Со шунка, кашкавал, павлака. Цак. Тоа мастер, брат, мастер. Што? Од кога ќе ги направиме палачинките, значи извадивме и за декорирање. За декорирање имаме мандарини, јаболка, ова се урми и суви сливи. Имаме тука мармалад, домашен од баба. Имаме истопен крем имаме. Имаме тука не пармезан, имаме презла. Знаете за да ги декорираме палачинките. Дечки, готова ни е постената палачинка. Така да, од кога ќе ни бидат готови палачинките, А за мене? сега ще направиме една. То нормално што е боле мене. Значи ги превртуваме за да направиме една палачинка за тато. И од кога ќе ги превртиме треба да јадеме првата палачинка. А тоа е оваа. Значи ја зимаме, ја ставаме овде за да ја декорираме. Што сакаш палачинка? Мармалад. Мармалад. Му ставаме мармалад. Така, мачкаме на пола палачинка, зашто таква е ситуацијата да се штеди. Добре. Му ставаме малце... Стави. Охо. Орев нема? Нема. Како бе нема орев? Имац нема. Имац нема, но? Има, ставаме портокалчиња, знаеш за малце да ти иду палачинката за вкус. Добро. Значи ја вртиме палачинката. Да ватиш. Ја ставаме вака. Премачкуваме уште еднаш со мармалад. Малце бисквити, чоколаден прелив. Така. Ставаме малце шлак. Една топка овде. Уште една топка овде. Јаболчиња од страна. Со малце портокалче. Суви сливи. И една урма. И палачинката е спремна за носење, како што може видите, повелете. Фала ти многу. Што значи си спонзори? Дечки, за овој наш прекрасен десерт, за дискочи толку многу убаво, сакам да им се заблагодарам на нашите спонзори, а тоа е Млин Кадино домашно бело печено брашно, млеко битолско, само наше, зетин брилјанти сведе како подмачкано и нашиот главен спонзор Вурт, кој без него не можевме ништо да постигнеме во ова видео.